Предпоставената недоверба која вообичаено се стимулира, понекогаш знае да предизвика извлекување аргументи кои по ништо не се разликуваат од оценката на поведението за личноста за која се наменети. Па дури и се акцентираат како вистините, иако токму на неа не и одговараат. И покрај тоа што овој лажлив политичар заедно со неколкумина негови послушници не убедуваат дека го заштитиле македонскиот јазик, го заштитиле македонскиот идентитет, гледаме сега дека не само што не го заштитиле, туку тоа е главната пречка за да се случи тој почеток на преговорите што Македонија би го имала со Европската унија. Без кој било да се става во непотребна улога на нечија апологет, евидентно е токму спротивното. Но и на фактот дека била крената брана токму поради заштита од напливот на идентитетски анахронизми, се гледа со сомнеш, веројатно мотивирано од потребата, таа да стане обележие единствено на побучната страна од фронтот. Јас реков, мојот народ не заслужува вакво непочитување, јас ова не можам да го слушам и изгледав. И овие сите изливи, крикови на македонштина се вештачки на некој начин и укажуваат на една ситуација на безизлезност, не знаат веќе што да прават. Природноста на реакцијата која се толкува како неорганска го доведува под знак прашалник секој акт со кој се прекинува одредена комуникација. Ако таа интерпретација е валидна, тогаш на истиот начин може да се одбележи интенцијата по секоја цена да се направи тензија која, ако се погледне целата содржина, има за цел неприродно да биде предизвикана. Тој е обил да разговара со вас. Јас објавам да разговара, прекинувате, готово. Благодарите за разговорот. Не смеете да го објавите. Така. Ништо немате. Не смеете да го. Благодарите, тоа беше Стојан Нандов. Не, тоа не може да го објавите. Интерната забелешка за вакви состојби, ако не е потполно во корелација, може би одговара на контекстот, во смисла на секој чин на повлекување од дебата, без оглед на тоа дали и колку е посилен противникот и која страна е во предност. Нели требало од друга страна па да ја одбрани приказката и да ја каже нашата страна, не да се излезе. Излегувањето е најава на бескрајна полемика и се пожестоки конфронтации кои наместо решение придонесуваат за зајакнување на студирот на концепции. Отаму не е на одмет да се потсети каква е нивната рефлексија во своето финале, која нуди само две алтернативи за иднината. Кој е похубаво? Да стягаме полковете за војна или да честваме заедно празници? Аз мисля, че това, което доказахме, стана възможно најдоброто. И на крајот, кога изгледа дека ниту најдоброто не е толку добро оти од силната братска преградка, едниот од партнерите почнува да останува без див. Сакањето према Македонија му го имам кажано и нему тоа. И затоа вака се обратам преку вас и до него. Значи, тоа како викате, аман брат, немој толку да не сака. Значи, љубовта, ако е искрена, не би требало да прави пречки. Таа треба да биде подмачкан мотор на заедништво, а не дефектна машина која на секоја тумба ќе се рашрафува. Ако сега не се ремонтира и не се спои, таа никогаш повторно нема да биде ставена во погон.